Почитувани носители на денешна вработилница, мои гости. Почитувани мои колеги од сите основни училишта во Кавадарци. Почитувани соработници од телевизија КТВ, кои секогаш верно не следите во секој наш чекор, за кој имате едно големо благодарам од моје име и од име на сите вработени од нашето училиште. Јас нема да бидам скромна и ќе кажам дека иницијатор за оваа денешна средба бев токму јас. Вие сите, еве тука има и директори, знаете дека постојано доаѓаат различни понуди за најразлични обуки, работилници, семинари од различни фондации, друштва, министерства. Не секоја тема може да навлезе во сршта на оние кои што се главна роља во воспитно-образовниот процес, а тоа се нашите ученици. Денеска, знаеме сите, живееме во еден свет кој што е полн со проблеми, полн со стрес. И некако не можеме да ги видиме убавите работи во животот, а тие се навистина многу. И затоа ние треба да се обидеме сите тие проблеми и негативности некако да ги надминеме. Меѓутоа ние возрастните можеби и ќе се обидеме во тоа, но што правиме со најмалите, што правиме со адолесцентите, што правиме со нашите ученици кои што секојдневно се соочуваат со големи проблеми и не можат да се справат со нив. И затоа ние сите тука за нив сме да им помогнеме, да им пружиме рака, за да можат да се најдат мир во својата душа. Јас се надевам дека денешна вработилница ќе ни отвори на сите нови и светли хоризонти. Темите што денеска ќе ги зборуваме се иницијатива на Фондацијата Кјусев, која што се бави со културна дејност, со литература, со разни манифестации од воспитно-образовната дејност. Ми беа така на интересни за мене, затоа што сум психијатар по професија и специјалност, за да дискутираме со вас и со педагози, социолози, предпоставувам вие педагози кои што сте првата бариера, кои што се среќавате со деца од рана возраст, школска и прешколска возраст, каде што можете да се сретнете со нарушување во менталното здравје и здравјето воопшто. Темата е актуелна, ќе биде интересно се надевам и да размениме дискусија во попладневните часови. Актуелна за сите нас и секаде во светот. Впрочем, тоа е феномен на модерниот живот, на модерното живење. Интернетот, технологијата, социјалните мрежи ги одојуваат децата. Вие тоа не знаете, го гледате секој ден. Децата не се оние кои што ги паметиме ние во младоста која игра на улица, се топка, се дружи, си разменува мислења. Изолираноста, себичноста, трката за пари на родителите, немање доволно време да се посвети грижа на децата, доведува до разни конфликтни ситуации кои што може да се манифестираат на било кој начин. Меѓутоа, темата за која што ќе зборувам има биолошки предзнак, не е само средината, туку и генетиката и сите други варијабли кои што ние како поединци ги носиме. Ова е тема актуелна во цел свет и најмногу страдаат децата во школска и прешколска возраст.